Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Општина Кочани ќе пренамени дел од планираните средства за трошоци во образованието, за да ги покрие долговите за бесплатен превоз на учениците во средното образование. На тој начин се надева дека барем до некаде ќе ублажи огромната негатива кон давателот на услугата, што неофицијално достигнува околу 1 милион евра. Префрлање од една на друга ставка и кратење на средствата за одредени редовни трошоци во работењето на образовните установи ќе прави локалната самоуправа на Кочани, за да го покрие долгот кон превозникот, кој го обезбедува бесплатното возење на учениците од нашата и соседните општини, кои се школуваат овде. На таков начин сака да ја пополнува огромната финансиска дупка што се отвори во последните неколку години и чие проширување, според неофицијалните сознанија, веќе стигна до негатива од околу 1 милион евра. Со последната одлука, што по барање на општинската администрација ја аминуваше Советот, ќе се кратат ставките во средното образование што се однесуваат на платите на други вработени, основни придонеси за пензиско и инвалидско осигурување, за електрична енергија, течни горива, канцелариски материјал, како и за одржување на зградите и објавувањето огласи. Обезбедените пари од овие скратувања ќе се префрлат за покривање на долгот за превоз, што на последната седница меѓу советниците ја разбуди дилемата дали тоа ќе биде доволно. Кога сето тоа се минусира од другите ставки, значи останува цифра од 2 милиона 140 илјади денари. Имам две прашања овде. Дали во ставките каде што се прави минусно салдо, нема да се јави недостаток на средства кои што ќе се префрлат во 2017 година? И со оваа ставка од 2 милиона и нешто, колку всушност се намалуваат долговите за наредната 2017 година? Дополнително, Арсова рече дека дилема е и дали со кратењето на давачките за одредени намени нема да се направи нарушување на функционирањето на образовните институции. Од општинската администрација рекоа дека направиле пресметка и пренамената на средствата била оправдана. Во секоја ставка е направена пресметка и нема да има средствата кои што се испланирани ќе бидат доволни за до крајот на годината. Во електрична енергија, течни горива, канцелариски материјали, одржување на згради и објавување на огласи имаме намалување. И при увидот на обврските кои што ги имаат средните училишта е констатирано дека на овие ставки нема да има обврски спрема добавувачите и целиот износ каде што се врши намалување на ставка од законски дозволената 20% и проширување за 700.000 денари доваѓаме до износ на средства кои што останува како салдо од претходниот месец и износот на материјалните трошоци добиени како дотација од надлежното министерство. Според Рашков, со ова проширување и пренамена на средствата, за прв пат во буџетот на општината ќе биле издвоени околу 16 милиони денари за подмирување на обврските за превоз. Со парите ќе се покриле трошоците за тековната година, а ќе се постигнало и намалување на веќе достасаните обврски од претходните години за околу 1 милион денари. Сепак, тоа се минимални средства за отплаќање на долгот за превоз, кој неофицијално се движи околу 60 милиони денари. Нацрт буџетот на општина Виница за наредната година е во фаза на јавна расправа. Поради тоа упатен е јавен повик до граѓаните и институциите да се вклучат во неа со своји предлози и мислења, за да се изработи што подобар финансиски документ со кој ќе се задоволат потребите на жителите на општината. Буџетите на општините за наредната година, што вообичаено се изготвуваат во декември, се во завршна фаза, кога преку јавни расправи се вклучуваат и граѓаните и институциите. Таква обврска презема и локалната самоуправа на Виница, која ќе организира јавна расправа по нацрт буџетот на општината за наредната година. Со тоа сака да обезбеди транспарентност во своето работење, како и да изврши подобро прераспределување на буџетските средства за задоволување на потребите на граѓаните. Јавната расправа на која ќе се разгледува нацрт буџетот на општина Виница за 2017 ќе се одржи в среда 21 декември во салата на Советот на општината. Почетокот на расправата е во 11 часот
и на неа можат да присуствуваат представници од образованието, културата, здравствената и социјалната заштита, како и од здруженијата и невладините организации, културно-уметнички друштва, спортски клубови и представници од урбани и местни заедници и други заинтересирани граѓани. Се очекува тие преку лични дискусии, предлози и мислења да придонесат во подобрувањето на распределбата на јавните средства, што се предвидени во предложениот општински буџет. Истовремено, за да можат што подобро да се подготват за расправата и да се запознаат со планираните приходи и расходи за кои ќе се распределуваат парите во текот на идната година, од локалната самоуправа ги информираат граѓаните и представниците на институциите дека работниот материјал по нацрт буџетот за 2017 можат да го најдат во електронска верзија на веб страницата на општина Виница. Инаку, Советот на општината на седницата што се одржа минатата недела веќе го усвои нацрт буџетот на општина Виница, кој за 2017 година е проектиран на 272 милиони денари, при што основниот буџет изнесува 112 милиони денари. Започна да тече законскиот рок за отстранување на изборните плакати од местата што општина Кочани ги определи за бесплатно рекламирање на политичките партии. Учесниците во изборниот процес треба да го отстранат рекламниот материјал до првата половина од идниот месец. Местата што општина Кочани ги определи за бесплатно политичко рекламирање треба да го променат изгледот во период од 30 дена по завршувањето на изборите. Обврска на организаторите на изборната кампања е да ги отстранат рекламните плакати. Според одредбите, последниот рок за да го сторат тоа е до средината на јануари идната година. За сега, на сите локации каде што во предизборниот период беа истакнати пропагандни материјали и понатаму се забележува дека тие воопшто се недопрени или пак има остатоци од нив. Освен тоа, предизборните плакати беа истакнувани и на места што не беа определени од општината, а на кои исто така има остатоци, што на собствениците на објекти може да им создаде дополнителни трошоци за отстранување. Општина Кочани, почитувајќи ги своите законски обврски, определи места на кои политичките партии и коалиции можеа да ги истакнуваат рекламните плакати без да плаќаат некаков надоместок. Единствена обврска за нив е по завршувањето на кампањата да ги одлепат. Според членот 185 од изборниот законник, доколку организаторот не го отстрани сметот од плакатите, ќе се изрече глоба во износ од 500 до 2000 евра во денарска противвредност. Досегашното искуство покажува дека по завршувањето на предизборните кампањи кај нас многу малку се почитуваат законските прописи. Вообичаено, ликовите на политичарите кои во предизборието ги наблюдувале граѓаните од секој агол и понатаму го прават тоа, иако веќе наскоро ќе ги заземат позициите за кои што се залагале. Дали состојбата ќе се повтори и овој пат, ќе се види во средината на идниот месец. Завршена е изградбата на туристичко-информативниот центар на Пониква. Се работи за објект за кој општина Кочани доби финансиска подршка од Швајцарската агенција за развој и соработка преку програмата во висина од над 50.000 евра. Завршена е изградбата на туристичко-информативниот центар на Пониква. Во рамки на завршната работилница за постигнатите резултати од програмата за зачувување на природата, што на 16 декември се одржа во Пехчево, беше реализирана и посета на проектот Туристички информативен центар. Со приближно 3 милиони и 300.000 денари од Швајцарската агенција за развој и соработка беше извршена реконструкција на зградата на Пониква, која што е прилагодена во информативен пункт. Според информациите од Центарот за развој на Источно-плански регион, објектот се состои од сала за состаноци и работилници, изложбен дел за информативно-туристички материјали, канцеларија и 2 помали помошни простории. Исто така, инсталирано и подно затоплување на пелети. Главната цел на туристичко-информативниот центар е да нуди што поголема достапност на информации за локалитетот Пониква, за спортско-рекреативниот центар, како и за источниот регион. Исто така, центарот ќе има за цел да промовира зачувана и унапредена животна средина, одржливо користење на енергијата, развој на различни видови туризам, како и да ги зајакнува институционалните и човечките капацитети за развој на туризмот во Кочанско. Туристичко-информативниот центар на Пониква е објект што е во сопственост на општина Кочани. Платежната агенција на Република Македонија ја објави програмата за подршка на руралниот развој за 2017 година.
Според планот се предвидува до година за оваа намена да се потрошат над 2 милиарди денари. Платежната агенција на Република Македонија ја објави новата програма за рурален развој за 2017 година. Таа ќе тежи 33 милиони евра. Подигнување на нови овошни и лозови насади, набавка на добиток и земјоделска механизација, поставување системи за наводнување капка по капка и поддршка на младите земјоделци се мерките кои идната година ќе ги поддржува агенцијата. Програмата, освен за модернизација на земјоделските стопанства, ќе го поддржи и развојот на руралните средини. Предвидена е финансиска помош за изградба на нови локални патишта, водоводи, а ќе бидат поддржани и проекти во инфраструктурата во недоволно развиените подрачја. Младите земјоделци ќе бидат поддржани со 100 милиони денари од програма. 425 милиони денари ќе бидат наменети за инвестиции за модернизација на земјоделските стопанства, од кои 186 милиони за поставување на систем капка по капка. 50 милиони денари пак се планирани за набавка на нова земјоделска механизација за житни и индустријски култури. Младинската организација Авангарда од Средното општинско училиште Гошо Викентиев беше организатор на работилница, на која главна тема беше говорот на омраза во општеството, посебно меѓу младите. Низ практични примери и искуства присутните ученици разговараа за начините за препознавање и надминување на конфликтите во случај кога постои говор со кој се искажува меѓусебна нетрпеливост и омраза. Говорот на омраза во општеството станува се позачестена појава во која најчесто се вклучени и младите, кои понекогаш и несвесно шират однесување со кое предизвикуваат нетрпеливост и револт кај своите соговорници и во околината воопшто. Поради тоа неопходно е да знаат што представува говорот на омраза, односно како да го препознаат и да действуваат во насока на негово спречување или амортизирање на негативното влијание. Тоа беше и целта на првата работилница, што во соработка со волонтерскиот центар од Скопје ја организираше младинската организација Авангарда од Средното општинско училиште Гошо Викентиев, а на која присуствуваа поголем број ученици. При тоа беше речено дека има пораст на случаите на говор на омраза, за што особено се користи современата технологија за масовна комуникација. На локално ниво немам доволно информации дали има пораст, но на национално ниво се разбира дека има, поготово последните неколку месеци пред политичките избори. Особено преку интернет, на што и најмногу ќе се сконцентрираме тука, преку малтретирањето на интернет е особено застапена омразата меѓу младината. Па ова ни е прва работилница во Кочани. Мислам дека е една од првите во Македонија. Се уште не можеме да кажеме какви ќе бидат резултатите, но се надеваме на позитивни резултати и се надеваме дека се повеќе и повеќе ќе се одржуваат ваков тип на работилници. Учениците кои присуствуваа на работилницата рекоа дека и самите биле сведоци на ширење на говор на омраза, посебно меѓу младите, кои се и најчести корисници на интернет комуникацијата. Па најчести се на социјалните мрежи говорните омрази. Помеѓу социјалните мрежи, помеѓу двајца пријатели, бивши пријатели или било што имат меѓусебна омраза и го изразуваат тоа преку социјалните мрежи. Политички, неполитички, помеѓу физичкиот изглед, помеѓу се. На работилницата во Гошо Викентиев, преку практични примери, на забавно-едукативен начин, на средношколците им беше прикажано како да го препознаат говорот на омраза. Инаку, минатиот месец во Црнагора се одржал тренинг курс на тема да се кренеме сите против говорот на омраза со финансиска поддршка од Европската комисија. На обуката учествувале 30 на представници од 10 земји од регионот. Целта била учесниците да споделат идеи и искуства како да се борат против говорот на омраза, а еден од нив бил и преку работилници со најмладите да им се укаже што е говор на омраза, како да се борат против него и како да го пријават. Следува информацијата од спортот. Младата екипа на баскет Дино, која се надпреварува во младинската М12 кошаркарска лига, забележа победа во првото коло на овогодишното првенство. Добриот старт на нашите кошаркари се очекува да продолжи и во второто коло, во кое повторно ќе играат на домашен терен.
Одличен подвиг направија најмладите кошаркари од екипата на баскет Дино од Кочани на почетокот од правенството во М12 Младинската лига на Македонија. Во првото коло тие беа домакини на надпреварот со Карпош Соколи од Скопје и постигнаа убедлива победа од 59-40. Она што пропуштија да го сторат нивните постари клубски колеги кои загубија на домашен терен, го направија кошаркарите од генерацијата 2004, со што покажаа дека ќе имаат сериозна улога во правенството. Високата кош разлика што ја постигнаа против фаворизираната скопска екипа е сама потврда за квалитетот со кој располага нашиот тим. Момчињата на тренерот Сашо Лазаров ветуваат дека ќе продолжат со добра игра, а тоа можат да го потврдат веќе во второто коло, во кое повторно ќе бидат домакини. Во салата кај гимназијата, тие наредниот викенд ќе ја дочекаат силната екипа на Партизан Водно Санс од Скопје. Почитувани, со прогнозата за времето ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.